Членовите на Советот за безбедност ниту денеска не биле консултирани за евентуално свикување на седница кај претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова по случувањата со пожарите. Откако вчера за телевизија 24 од кабинетот на претседателката посочија дека ја следат ситуацијата и дека доколку има потреба за свикување на седница на Националниот совет за безбедност, тоа ќе биде направено во консултација со членовите на ова тело. Денеска телевизија 24 се обиде да стапи во контакти со дел од членовите. Членот на Советот Джевдет Хајрадини само кратко посочи дека до моментот кога го баравме не бил консултиран од претседателката и дека таа одлучува кога ќе го свика Советот. Како член на Националниот совет за безбедност, именуван од претседателката, се уште не сум консултиран за свикување на седница на Советот во врска со последните случувања со пожарите. Претседателката е таа која носи таквата одлука. Телевизија 24 се обиде да стапи во контакт и со дел од останатите членови, но не одговорија на нашите повици. Сепак премиерот Мицковски денеска посочи дека состојбата со пожарите кај Трубарево и Вардариште е ставена под контрола и дека се финишира и кај Дризла. Оној во Трубарево и Вардариште се целосно под контрола. Утрово ги добив и последните резултати од Институтот за јавно здравје. Сите параметри се во рамките на дозволеното. Така што мислам дека тој дел е затворен. Во Дрисла е при крај, денеска завршува затрупувањето со земја на оној мал дел кој што димеше, иако повеќе од 90% уште во понеделникот беше завршена таа активност. Така што би рекол, состојбата е под контрола. Вчера премиерот пак посочи дека ќе бара и законски измени за поголеми казни за отварање на нелегални и диви депонии, но и дека ќе бара подметнувањето на пожарите да се квалификува како тероризам. Од СДСМ пак и деновиве реагираа дека изјавите на Мицковски во врска со пожарите кои ги даваше за евентуално постоење на центри на моќ не се синхронизирани со оние на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. За последните случувања за пожарот во Трубарево, ОЈО веќе отвори предмета, се сомничат 4 лица. На ниво на цела територија на државата пак досега осомничени се околу 20 лица за подметнување на пожари.